Само да е вик. Еден, два, двојнаш. Окей. Може. Може? Направо. Кажете кој. Или јас сметам ние тука или не? Не, нема да кажа. Повелете. Денес одржавме исклучително конструктивна средба со представници на најсилните доброволни противпожарни друштва од државата. Основна цел на денешната средба беше разработување и операционализирање на идејата во секој ден во текот на летото, во текот на сезоната на пожари, на располагање преку тимовите за брз одговор на дирекцијата да имаме најмалку 120 доброволни пожарникари. Постигнавме договор, секое противпожарно друштво ќе декларира однапред одреден број на доброволци преку тимовите на дирекцијата за заштита и спасување, кои што ќе бидат подготвени во случај на пожар да бидат упатени кон местото каде што е неопходно. Исто така зборувавме за внатрешната структура, ја менувам целосно структурата, наместо истите да бидат ангажирани преку локалните ограноци на дирекцијата, тоа ќе го правиме со наша внатрешна структура, односно од нив избравме неколку лица кои што по воен систем, по воена пирамида, понатаму ќе информираат. Наједноставно кажано, доколку имаме голем пожар во Штипско, се јавувам на конкретен човек кој што денес го договоривме и од него барам да упати одреден број на доброволци кон местото каде што се наоѓа пожарот. Дали тоа ќе бидат 10, 20, 30, тој истите ќе ги упати. Воедно, доколку се работи за поголем пожар, можам да побарам поддршка и од останатите, условно речено, командири на овие единици, на мали единици во склоп на тимовите за брз одговор на дирекцијата, и на тој начин нашата ефикасност ќе биде на многу поголемо ниво, бидејќи ќе биде брза и едноставна комуникација и внатрешно нивно известување. Моја намера како директор на дирекцијата е ова лето ангажманот на полицијата и армијата во делот на човечки ресурси биде сведен на минимум, односно, како што во сите мои јавни настапи досега зборувам, да се подпреме на доброволците кои што поголем дел од нив имаат изворедна обука и уште подобро искуство, затоа што безмалку сите тие имаат учествувано во гасење на многу пожари на отворен простор. Ангажман на доброволни пожарникари наместо ангажман на полиција и армија. Се разбира во некоја не дај Боже ситуација при појава на големи пожари кои што загрозуваат човечки живот и имот, тогаш на располагање ни стоат сите капацитети на државата, вклучително и припадниците на полицијата, армијата и на сите други државни институции. Сведоци сме што се случува во околината на Солун. Треба и самите да се запрашаме кога таков пожар би се развил кај нас, што ќе биде потребно исто да се изгасне. Една далеку помокна Грција од аспект на ресурси и човечки, материјално-технички и големи ресурси, авиони, хеликоптери, мака мачи со денови, да го стави под контрола, нанесена е огромна материјална штета, имаме евакуација на многу луѓе. Воедно ја користам оваа прилика да кажам дека пред неколку дена изјавата ми беше кажана нејасно, доволно нејасно за дел од македонската јавност. Во моментот кога зборував за дневниците кои што ги земаат доброволците, мислев на тимовите за брз одговор кои што се составени претежно од доброволци. Нашите доброволни пожарникари не земаат никаков надомест од државата, се извинувам доколку некој се нашол засегнат. Но повторувам, во мојата изјава сметам дека бев доволно прецизен, зборував за тимовите за брз одговор на дирекцијата кои што добиваат дневница. Иако од најголем дел од доброволците тие воопшто не барат никаква дневница и би кажали за минатата година и останавме должни како дирекција поради слаб буџет, тоа нормално ќе го регулираме во наредниот период. Сепак како директор и како командант на силите за заштита и спасување, сметам дека треба да го почитуваме нивниот труд, нивната храброст, нивната пожртвуваност и за секој еден ден поминат на терен, државата преку дирекцијата треба да одвои одреден надомест, бидејќи најголем дел од нив си имаат своји работни места, некој има приватен бизнис од кој што остваруваат приходи. И тој ден тие не се на работа и имаат загуба на приходи. Така што мојот став е јасен. Иако тие не бараат, доброволците во тимовите за брз одговор треба да добијат дневници, ќе добиваат во иднина, а висината на дневница е различна и варира од нивната состојба, но е нешто пониско од она што го кажав. Покрај мојата изјава би сакал неколку збора за денешната
Работна среда да каже, еве на почетокот Артан, кој што е председател на доброволното противпожарно друштво Чај. Повели. Има пропадата. А на негово место застане. И ти ако сакаш кажи на македонски, потоа и на албански да ја завршиме работа на него. Каже и слободно на македонски, збора не е. Ама не, добро е заради алса, потоа да кажеш и на албански. Послушај. Сега на македонски, потоа на албански. Нема проблем. Мене стана лај. Порете. Може да почнем. Да. Добар ден на сите присутни. Јас сум Артан Демири, доброволно противпожарно друштво Бајрам Мефсарија Чај. Како што спомна и директорот на дирекција за заштита и спасување, господин Стојан Шангелов, дека не очекува лош период, не очекуваат работи кои што се непредвидени, така и во врска со доброволните друштва, во врска со опремата, во врска со спремноста, подготвеноста, треба да видиме сите подготвени во идниот период што не очекува. Како прво, ние, како доброволно противпожарно друштво Бајрам Мефсарија Чај, имаме направено уште 4 подружници. Едната ни е во општина Долни Прилеп, едната ни е во Чучер Сандево, општина Чучер Сандево, едната ни е во општина Лачиново и последната ни е во општина Липково. Така да, со нашите ресурси, како што располагаме, можеме во иднина да учествуваме во шумските пожари, пошто сме за тоа и обучени сме. Доста голем број од нашето друштво има сертификати и обучени се специјално за шумските пожари. Можеме да учествуваме во шумски пожари, гасење шумски пожари и во други елементарни непогоди од 30 до 50 членови. Тоа е, да се надоврзвам на изјавата на директорот дека од нас тоа се очекува, ние не можеме, не сме луѓе кои досега сме примени некои средства или некои надоместоци, како што е како тим за брз одговор, тоа е друго, а како доброволни пожарникари не сме примиле средства од други институции. Колку возила имате? Располагаме со 3 возила, навално возило, камион, цистерна, комбе и друго командно возило. Onda daš si? Кажи го на албански Да, истото. не проблем. Може пократко. Не, да по машкор, да там покуси кога што да се напили. Да. There is, Се взимам само кон камерата. нема проблеми. Ја Мартан Демири, секретари шечата волонтари за епик се Бајрам Мефсарија Чај Купиц. Прандрише шечата ја он disponujeme apolitične antal. Ik was dit nog niet geen actief. Waar dat schakje kimi patarsyśmy, edhe me iniciativë komunave tjera, komunës Lipovës, komunës Qersandevës, komunës Arashinës edhe komunës Dolmenit. Kemi bo edhe DEK, se themi DEK, edhe dojmë ta plotësojmë atë numër, dojmë të jemi gati. Shumica prej atyre kanë kurse, kanë certifikata për fikjen e zjarreve amalore. Edhe dojmë tashmë të jemi gati që të përballemi me situatat e palakmueshme. Mirë, do një kompenzim apo është gjithçka? Jo, deri sot në mënyrë vullnetare ka qenë kurrë kompenzimi s'kemi marrë, përveç se ekziston një tim për intervenim të shpejt, tim za brzo odgovor, tim për intervenim të shpejt, ku anëtarët cilët kanë qenë të angazhuar kanë marrë 5% prej rrogës mesatare. Një sumë simbolike. Për shkak se mbyllin, për shkak se dalin prej punën, e lanë punën edhe dalin. Ju jeni edhe në punë private, si Po, keni po, punë të po. tuaja, po si e bëni për shembull kur ka me aktivitet? Nuk është vullnetarizmi punë e lehtë. Po do të bësh një cent, duhet mbyllish punën tonë dhe dash. За тоа што работеле лукача, па... Злате, дојде до мене Залев и се Злате. Повели Злате од ДПД Кочани, едно од најсилните, најактивни здруженија, односно доброволни противпожарни друштва. Илиевски. Јас сум Златко Илиев, председател на доброволно противпожарно друштво од Кочани. Друштвото постои околу 5 години, располагаме со 7 возила, 25 оперативни членови и досега имаме учествувано на повеќе интервенции како пожари, така и поплави и останати елементарни непогоди.
Сакам да истакнам дека од овие средби во изминатиот период што овде се одржуваат во Дирекцијата за заштита и спасување под менторство на директорот, се дадевам дека голем дел од натоложените проблеми во нашето работење како Удружение на граѓани, доброволни предположени друштва, ќе бидат надминати, се со цел да бидеме многу поподготвени за сезоната која ни престои и се тоа што можеме тековно за оваа сезона да го отклониме, за да искочиме на терен многу поспремни, да го завршиме експедитивно, а веќе за до година, веќе разговаравме за поголеми чекори, да добиеме подршка исто така од дирекцијата, за да можеме да фатиме некој ритам до, ако не европските, меѓутоа и балканските земји, како Хрватска и Словенија, да се приближиме до нивниот систем на дисциплина. А знаете кој е најголемиот ризик кој што сте го имале досега? Дали ви интервениравте некаде пожарите околу пробишти? Мислам дека имаше помош и од скочки. Да, лично јас бев вклучен во тие пожари. Најголемите предизвици се надевам дека ќе сложат и нашите колеги се системските пропусти кои не мачат, финансирањето, обезбедувањето на опрема, увозот на возила, увозот на опрема, овде сме одоночени, плаќаме данок и мислам дека сето тоа треба сериозно државата се зафати да ги отклони сите овие препреки кои и така ни создаваат проблем во нашето работење. Колку членови имате? 25 оперативни членови. Слате, во контекст на она што се случуваше минатите денови, колку сте задоволни со работката со мене, колку често имаме средби, сте имале друг пат вакви средби, телефонска комуникација? Веќе кажав дека во изминатиот период честите средбите се зачестени, што секако е за похвалба. Координацијата на последниот пожар исто така беше многу добра и со дирекцијата и со територијалната противпожарна единица од Пробишти. Налетите беа исто така добро организирани, прецизни и мислам дека со една таква координирана акција успеавме да се справиме со еден пожар кој беше и така сериозен. Реагиравте дека не сте добили пари како доброволци? Да, секако ние немаме добиено никакви средства од Дирекцијата за заштита и спасување. Искочивме со изјава и од моје лично име и од името на друштвото и се надевам дека ова заблуда во јавноста ќе од сега веќе ќе биде исправена. Директорот, колку има готови вакви Да, волонтери? Изјави има уште Да една. заврши, знате и сакам и Александар да каже некако од Битола, пошто, ајде Александар, они се исто така многу моќно друштво, представи се Александар. Јас сум Александар Ангелевски, секретар на Доброволното противпожарно друштво Архангел Битола. Ние располагаме со 9 возила и околу 40 оперативни пожарникари. Сакам да нагласам дека последнава година веќе интензивно имаме соработки со дирекцијата и вака чести состаноци, каде што се трудиме да ги отклониме сите оние проблеми кои што сме ги имале во минатото. И целта е да сите тие проблеми да ги отклониме и да направиме еден значаен чекор со функционирањето, односно со многу брзото излегување на терен и начинот на комуникација, начинот на командување на силите кои што излегуваат на терен, кој што досега не бил знак прашање и секогаш при поголеми интервенции командната одговорност не била доследно кажана. Огледно тоа дека работите без пари, очигледно мотивот за помош во држава ви е многу поголем. Па да, ние работиме без пари, освен оние кои што се во тимовите за брз одговор. Ние единствено бараме средства и финанси за да можеме да ги одржуваме, да ги сервисираме нашите возила, да набуваме опрема, да набуваме храна, кога одиме сами кога вршиме обуки, кога си правиме вежби, да можеме да ги стрпиме тие финансиски платоци и затоа бараме средства за да можеме да го одржуваме. За рачунајте 9 возила имаме регистрација за нив, сервис, 40 оперативни пожарникари, барем по една мајца да му земиме, да му дајме и што се вика и нормална работна униформа. Затоа ги бараме тие средства за да можеме да функционираме. Добро, Александар. Само уште една реченица консумиват ова. Мојата изјава се однесуваше исклучиво на доброволните пожарникари кои што се делови од тимовите за брз одговор и тоа јасно го нагласив, но во јавноста луѓето и нормално очекувано е да не знаат што е тим за брз одговор. Тоа се оние тимови кои што ги ангажира дирекцијата. Мојата намера е
да дадам и видливост на доброволните противпожарни друштва, а не ние како дирекција да се криеме зад нив преку нашите тимови. Бидејќи и днината на гасењето на летните пожари, јас ја гледам во развој на доброволното пожарникарство. Мој став кој што го повторувам во сите мои јавни настапи, затоа ја користам оваа прилика да ги повикам останатите доброволни противпожарни друштва кои што имаат одредени капацитети, а не дошле денес, бидејќи денес тие сами меѓу себе се организираа овие кои што се релативно посилни друштва, нека ме побарат, не е проблем да го најдат мојот телефонски број, нека дојдат во дирекцијата, да најдеме начин како истите да бидат ангажирани уште во текот на ова лето. Преку тимовите за брз одговор на дирекцијата. Повелете да имате прашање. Директоре, дали ги го барат од владата средства за овие волонтери кои што сакаат волонтерско да превземат Да, акција? и во моментов дали некако им помагате, Да, односно пошто сервисирање на возила. Нафта и така Да. натаму. Во овој момент со предлог ребалансот на буџетот, дирекцијата очекува значителна сума на оваа ставка. Така што ова лето за прв пат ќе имаме значително повеќе средства за исплаќање дневници на тимовите за брз одговор кои што се составени од доброволци. Но мојот став е јасен. Доброволците кои што се ангажирани преку дирекцијата треба да добијат дневница, бидејќи губат заработувачка, некои од нив се вработени, некои од нив имаат собствен бизнис и така натака. Иако тие тоа не го бараат, ние досега доброволците кои што ги ангажиравме преку тимовите за брз одговор и исплаќаме дневници, иако нивниот број е навистина мал. И тука настана она недоразбирање во јавноста. Јас не зборувам за сите доброволци од кои што безмалку неголемиот дел од нив едноставно доброволно учествуваат во гасење на пожари. Но моја задача како командант на силите за заштита и спасување, каде што спаѓаат и тие преку тимовите за брз одговор е државата да им помогне и во одржувањето на возилата и во развојот на човечките ресурси. Тој беше мотив да ги спомнам дневниците за да привлечеме уште повеќе по можност и помлади луѓе. Воедно да информирам дека извршивме од страна на собранието изгласано изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување, кој што ќе ни олесни оперативно работење ова лето. За почеток старосната граница кај мажите е зголемена од 55 на 64 години, така што и повозрастни мажи до 64 години може да бидат дел од тимовите за брз одговор, наместо како досега до 55 години, додека за жени од 52 на 62 години. Исто така, ланецот на командување е поедноставен и сега во одредени итни ситуации, како директор на дирекцијата, можам директно да ги ангажирам тимовите на дирекцијата, составени од доброволци, без да чекам барање од градоначалникот. Тоа значително ќе ни го олесни оперативното работење на терен и тоа веќе се чувствува. Се разбира во соработка со градоначалниците. Но кога некаде ќе избие пожар, тој ланец, можеби градоначалникот е слободен, можеби е некаде на пат, додека ние да дојдеме до барање од него, времето е драгоцено и пожарот може да добие несакан развој. Сега по пријава на пожар, јас можам директно да наредам употреба на тимовите за брз одговор. Може Може ли би статистика колку доброволни друштва имате, за колку капацитети располагате конкретно? И колку, да, човечки Колку ресурси. доброволни друштва има Александар активни? Активни се околу 15 дена. Тоа е нивно кажување, а регистрирани се повеќе од 100. Мислам дека има стотина, можеби е поголема, но тоа е нивно кажување. Од овие 15 колку ресурси човечки имamo? Што се може да... Мојата цел е 120 лица, иако верувам во нивните капацитети. Значи, во јавноста се создава една представа дека имаме илјадници доброволци. Ние на денешниот состанок зборувавме од овие доброволни друштва кои што стоат зад мене, овде се представници на десетината, би рекол, најсилни доброволни противпожарни друштва, да обезбедиме 120 луѓе на дневна основа. Тоа значи дека во секој момент имаме 120 оперативни луѓе. Тие можеби имаат повеќе, тие имаат повеќе. Можеби некој друштво има 50 на членови, некои се на одмор, некои се на работа, не може да се ослободат, други се на боледување, трети се родило дете. Мене ми требаат оперативни најмалку 120 доброволци кои што ќе ги заменат полицајците и војниците кои што ги користевме минатите години. Овие луѓе зад мен имаат изворедно искуство и најголемиот дел од нив имаат противпожарна униформа и друга опрема, нешто кое што го немат припадниците на полицијата и армијата.
Така што јас длабоко верувам во тоа, врз основа на моето досега еве 6 годишно искуство, дека еден доброволен пожарникар може да даде, кога се во тим, многу подобар резултат од припадници на полицијата и војската, а на тој начин македонската армија и полиција ќе ги растерета од несуштински дености, бидејќи не е работа на полицијата, а на еден полицаец да гаси пожари. Се знае која е обврската на еден полицаец, се знае која е обврската на еден војник. Во ситуација кога ние веќе повеќе години сме членка на НАТО, кога армијата има значително зголемени активности, кога имаме кризна состојба во Идризово, каде што на дневна основа се испраќаат припадници на полицијата и на армијата, ова растеретување позитивно ќе се одржи, се разбира дека за ова сум во постојана комуникација и со премиерот и со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски или Мисаловски Владо за одбрана, така што ова е наша заедничка цел. Господин Ангелов, зашто вие волонтери не влезат во тимот за брз одговор? Па може би така. Се извинувам, кој? Волонтерите, Кој волонтери? пожарникари, доброволци. Тимовите за брз одговор се отворени, тоа го зборувавме на денешната работна среда. Побарав од нив, доколку има доброволци кои што не се дел од тимовите за брз одговор, истите да дојдат и тоа веднаш, денес, утре, заутре и јас ќе подпишам договор со нив. Вратите на дирекцијата се широко отворени за сите доброволни пожарникари кои што не се дел од тимовите за брз одговор на дирекцијата. Дојдете, ќе подпишеме договор. Но се разбира, тоа треба да биде направено преку доброволните противпожарни друштва, бидејќи мојата цел е развој на доброволните противпожарни друштва. Единочно доаѓање не прифаќам. Дали може да ги потикнете фирмите општо во Македонија, поготово по големите, да бидат малце поопштествено одговорни и тие да бидат дел од донаторите на доброволните друштва, исто така и јавните предпријатија кои остваруваат средства како во Битола, како беше, електраната, да дава одредена сума на средства како донација за друштвата и они на тој начин да може. Да не мора да се чекат само парите од буџет. И во овој момент тие добиваат одредени донации, но тие се занемарливи, тоа не сите. Средствата кои што некои од нив ги добиваат од општините се занемарливи. 2000 евра за доброволно друштво кој што има 5, 6, 7 возила е на вистина, би рекол, не вреди ниту да се спомне, но ќе кажем една стара изрека дека обединувањето ја прави силата. Ние денес договоривме наредниот период на едно место да построиме најмалку 120 доброволни пожарникари, по можност и повеќе ги поканувам сите доброволци кои што сака да бидат дел од овој настан да ги контактираат доброволните противпожарни друштва кои што беа на денешната средба, на едно место да ја покажеме силата на доброволните противпожарни друштва. Тогаш ќе ни бидат отворени вратите многу полесно онаму каде што ќе побараме поддршка, бидејќи и самите граѓани, бизнисмени кои што би сакале да го помогнат на работењето на овие друштва ќе бидат помотивирани кога ќе видат дека се работи за една сериозна бројка, за една сериозна, со воен речник да кажам, чета на доброволци. 120 доброволци е една војничка чета која што ќе биде составена понатаму од водови, а тие составени од оделенија, тие од тимови. И токму тоа е нашата цел, но тоа мислев да го кажам на наредната пресконференција. Доколку немате прашања, благодарам за покривањето на денешната пресконференција. Некој од вас да сака нешто што сум искушил да каже? Не, само дека сме постигнале договори толку. Само дека сме постигнале договори со дирекцијата и толку. Да ги кажеме, тука ве молам еден поеден кој друштво бевте денес. Аце нека ги кажете, Вака, беа ДП Бајрам Ифтари Чаир, ДП Свети Николе, ДП Пехчево, ДП Кочани, ДП Виница, ДП Архангел од Битола, ДП Штип, ДП Мантово и ДП Баргал. Некој да И Конче. И Мантово ги спомнаш. Тие. Помни дека постигнавме договор со Постигнавме договор, го кажавме начинот на организација кој што понатаму треба да функционираме. Сега средно ќе биде постројувањето на тие 120 припадници кои што треба да бидат во тие тимови и начинот на функционирање на таа чета и сите следни чекори кои што треба понатаму да ги направиме беа постигнати на овој состанок, па на следниот состанок ќе ги решаваме чекор по чекор и другите работи кои што сме ги договорили. Само уште едно прашање, каква е моментално состојбата со пожарите во Македонија? Много тешко. Таму пише. За жал,
сезоната на пожари оваа година започна порано, но одличната организација и би рекол најдобрата подготвеност на државата досега и благовременото прогласување на кризна состојба од страна на владата, кој што е во сила од 1 јули оваа година, ни овозможува релативно лесно да се справиме со нив, иако за жал веќе имаме видлива штета. Пожарот кој што пред 2 дена изби во Штип беше многу тежок, во Борова шума, го загрозуваше градскиот водовод, односно филтер станицата. Постоеше опасност градот да остане без вода за пиење. Благодарение на храбрите пожарникари од Штипската ТПП, поддржани со доброволците од доброволното друштво од Штип, пожарот беше најпрво локализиран, потоа действувавме за секој случај со 2 трактори, пожарот беше изгатнат. Се употреби многу механизација, благодарно до сите оние кои што учествува, но генерално секој ден имаме повеќе од 10 пожари кои што веќе стануваат сериозни. Јас не ги подценувам пожарите, затоа што најмалиот пожар кој што можеби зафаќа површина колку едно фудбалско игралиште, за неколку часа може да се претвори во тежок за гасење пожар, а неколку часа подоцна или наредниот ден може да биде мега пожар кој што загрозува човечки живот и човечки имот. И пожарот во Сопот започнал како многу мал пожар, но видете со денови не може да го изгасне. Благодарам за покривањето на денешната пресконференција. Благодарам за вашиот интерес, бидејќи вие сте наши партнери во гасењето на пожари на тој начин што ја кревате јавната свест. За нас исклучително значено, бидејќи последните 4, 5, 6 години јавната свест е драстично зголемена за опасност од пожари. Безмалку сите граѓани се изворедно совесни. Бројот на несовесни граѓани е во промили. На неколку илјади ќе се најде еден кој што ќе предизвика пожар и дури и одлив најголемиот дел се ненамерни пожари. Намерни потпалувања се многу мал број, но за жал доволно голем да направи енормна штета на државата, да загрози човечки живот и човечки имот. Благодарам. Благодарам.